Повторно се вклучуваме во студиото 6 на Македонската телевизија. Душко Арсовски има нов соговорник, а ќе се поврземе и со Македонската амбасада во Париз. Душко. Да, овде со нас во студиото е првиот амбасадор на Македонија во Париз, господинот Луан Старова. Добро вечер и за вас. Бидејќи добро го познавате тој менталитет, франкофон сте, да речам, на некој начин. Каде ја гледате подлогата на ова што се случува? Дали внатре во Франција има подлога за едни вакви страшни терористички акти? Ја не би рекол дека ова само француски феномен, појавата на оваа интегристичка агресија, фанатизирана, некој наречена камиказна и така натаму. Ако се трага по генезата на овие големи терористички изливи, треба да се врати малку поназад во времето, дури во 70-тите години, кога започнува петролерската криза и кога настануваат промени во Иран, во Алжир и во другите земји. Потоа ситуацијата ескалира со настаните во магрепските земји, арапските земји, со арапската пролет. Тие интегристички сили постојано биле во една офанзива и резултатот на нивното дејствување секако имал, не би рекол своје оправдување, меѓутоа има своја логика на формирање и на дејствување. Се работи всушност за една хаотична одбрана на некои вредности што всушност до кој не можело да се дојде. Настаните што се случувале по-конкретно во земјите, во арапските земји или во магрепските земји, фундираат и врз една позиција на промена на еден автократски систем кој овде владеел 30-40 години. Тој радикално се менува, како негов субститут се наметнува една западна демократија, се доаѓа до жестоки пресметки, така настанува арапската пролет, настаните во Египет и така натаму. Значи, има постојана една флотантна маса на десперадоси, кои што лесно се манипулираат во светот, се ставаат во некакви, да речам, терористички агенди и ги вршат овие работи, овие дејствија, понекогаш по порачка, а понекогаш се само организирани. Во однос на ова што го велите за Франција и за франкофонската традиција, Франција самата по себе генерира една цивилизација, земја каде што се случува француската револуција, земја на првата декларација за правата на човекот, земјата отворена, земјата каде што се случуваат големите мировни војни, договори по Првата светска војна и така натаму. Значи, Франција во исто време е и едно меко ткиво за терористички напади од ваков вид. Меѓутоа, жестокоста со која што е извршен овој напад, не се памети, дури по Втората светска војна, не се памети еден ваков терористички излив, во кого се доведени не само во прашање многобројни животи за кои што безмерно се жали, туку е доведено во прашање и една обстановка на безбедноста, на овој вечен град, кога се знае за време Втората светска војна, Париз дури бил поштеден од еден нацист. Сега се случува во Париз, се случуваат вакви навистина немили сцени. Немили сцени, туку една ваква апокалипса или една ваква катастрофа за Европа. Погодена е самата Европа во своето срце. Само накусо ќе се вклучиме во нашата амбасада во Париз, каде што на телефонска линија не очекува Габриел Атанасов, тој е заменик амбасадор во нашата дипломатско представништво таму. Доколку го имаме на линија, првите информации денеска беа дека меѓу жртвите, меѓу повредените нема македонски граѓани. Дали, добро вечер, Габриел, дали има некаква промена во меѓувреме? Добро вечер, Душко. Нема никаква промена, точни се информациите дека нема повредени македонски граѓани овде после немилите трагични настани. Ние денеска сме во амбасадата цел ден и утре ќе бидеме
во случај доколку има потреба некои македонски граѓани да сеат на фиксните броеви, но секако и мобилните броеви се достапни. Најдобро е тоа што нема никакви последици по нашите граѓани, но евидентирани се јавувања сепак за наши граѓани кои што се заинтересирани за тоа дали може да се вратат назад во земјата. Благодарам. Ова беше Габриел Атанасов од Македонската амбасада во Франција. Во меѓувреме, додека разговараме со професора Старова, може режијата да го пушти телопод со контакт броевите, телефонските броеви на кои што им е потребна било каква помош во Франција може да се обратат на нашето дипломатско представништво таму. Господино Старова, вака зборувајќи за некакви глобални судири, да речеме, сепак ова борба добива и верска некаква нишка. Значи, исламската држава сама по себе во називот кажува нешто. Дали може така да гледаме на проблемот? Веројатно вие се сеќавате на теориите на Самуел Хантингтон, кои настануваат во времето на глобализацијата, во времето на мондиализацијата, кога се бришат границите и така натаму. Тој предуваше дека идните конфликти ќе бидат на верска, на национална основа и дека постојат потенцијални региони кои што се судираат меѓу себе. Тоа е прилично апокалиптично. Ова е доста една апокалиптична визија, меѓутоа која не одговара како да кажам, на реалноста. Тогаш би требало да дојде до големи судари во светот. Меѓутоа, ова што се случува со исламистичката држава, секако е рецидив на комплексот на судари кои што се случуваат во регионот и кој што апсолутно е жесток по своите методи досега невиден и во самите сфери на интегризмот со екзекуции, како што знаеме и еве со овие напади кои што се извршени во Париз. Треба ли да се плашиме од потенцијални верски војни? Верски судири? Видите, една карактеристика на овие напади, барем за граѓанството, е големата непредвидливост. Кога луѓето едноставно ќе се најдат во една опуштеност дека тие не се засегнати, дека не може ништо да се случи, тогаш одеднаш таа непредвидливост станува реалност. И јас мислам дека еве Франција, која што е земја со како Англија со многу јаки разузнавачки структури, полициски, Скотланд-Јард, например, кој што има една репутација во Франција исто така, кои што се најдени, како да речам, во тесно, не успеале на некој начин да дојдат до информации за овие случувања или, како што напомна и амбасадорката во разговорот, тие се премногу дали обземени со големи стратегиски решавања во други територии, што знам, со предвидувања при бомбардирањето да има сакате да кажете ранети, надворим го земам вниманието за тоа. Внатре всушност тие се слаби, како што реков пред малку, тие се меко ткиво за вакви други напади. Дали треба да се страхува? Се разбира, ова е едно силно предупредување дека се е можно. Сосема за крај, за ризиците да се повтори нешто вакво и дали имате проценка зошто Франција е на удар толку Видите, да ви често, кажам, да речем. секогаш не се повторува истото и на исто место. Во тоа е таа непредвидливост. Зошто е Франција... Тоа имавме Шарли Ебдо со 12 мртви, еве денеска синоќа е многу поголема бројката, повторно Париз. Тоа се уште не е потврдено, најверојатно дали е поврзано, меѓутоа ова што го велите, зошто е Франција на мета? Тоа е земја сепак со едно значајно место и во Европската унија, и во светот, и со својата геостратегиска позиција и така натаму. И второ, Франција е земја со еден идентитет кој што е скован во текот на 2 века по Француската револуција, во кого се проникнати, како да речам, сите идентитети. Така да можностите за евазии се овде можни. Видите, во Франција, колку што мени е познато, живее муслиманско население во број околу, што надминува околу над 6 милиони. Меѓутоа,
Тоа не значи дека треба да настане некое амалганство или некое мешање на тези, дека се тие... Напротив, Франција ги има тие своји константи на одржување на својот идентитет, меѓутоа мора да се разлучи терористичкото од реалното, општо човечкото, а мислам дека Франција има капацитет да го издржи овој предизвик, колку и да е тој мачен и катастрофален. Особено за жртвите и за чии семејства го заслужуваат нашето големо сочувство. Амбасадоре, благодарам што ги споделивте вашите ставови за еден ваков трагичен настан. Благодарам. Стојан, толку од ова вклучување од студиото 6.